Од 200 студенти од Универзитетот Гоце Делчев во Штип излегоа на протести против екстерното тестирање во високото образование. Како што рекоа, немале формален организатор на собирот, туку се организирале сами преку социјалните мрежи на интернет. Сметаат дека предлог законот со кој тие ќе треба да полагаат дополнителен испит не е добар, затоа што со еден државен испит ќе се контролира знаењето на секој студент. Дел од присутните рекоа дека се тестира и нивната трпеливост, па наместо вистината им се пласира нешто друго. Во македонското општество студентот е изманипулиран и е потценет. Значи доста беше со манипулации и доста беше со провокации. Ние сме тука за да го изразиме нашиот револт и за да протестираме, бидејќи сите имаме право на тоа. Малиот број излезени студенти на протестот присутните го правдаа со недоволната информираност, а не со некакви притисоци. Што знам притисок? Нема притисок некоја. Сви на протести, па и ми. Ние секако од кој ќе завршиме, треба да полагаме државен испит да добиеме лиценца за работа. Тоа е плюс уште еден државен испит. Зошто? Ова не е фер, не е мерило на знаењето со еден државен испит да се контролира знаењето на секој студент. Црвен картон за идејата за рушење на автономијата на универзитетот и за полагање дали екстерно или државен испит. Си има институција која што таа го регулира, која што таа одредува ние што да полагаме, а не некој други. Своето незадоволство од измените во законот со кој се воведува државен испит, студентите го изразија со марш до економскиот факултет, а потоа продолжија низ центарот на Штип до зградата на ректоратот во Ново село.